се вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8, вестите ги стартуваме со на што значи изборна кампања. Денеска е последниот ден од изборната кампања, утре е молк пред локалните избори што ќе се одржат во недела. Партиите заедно со коалициите ги одржуваат последните митинзи. Коалицијата на ВМРО-ДПМН синоќа беше во скопските населби Аеродром и Газибаба. Македонија нема да дозволиме да биде заложник на нивните проблеми и внатрепартиски борби. А овде, во Скопје, ако освојат едва 30.000 гласови, тоа треба да го гледаат како голем успех. Ви убедувам дека ги чека жесток пораз. А за да тоа се случи, важно е да излезете на избори и да гласате. Македонија се подпира врз гласот на тивкото мнозинство кое на своји плеки ја носи државата. Тоа се оние луѓе низ улиците, парковите, постројките, низ канцелариите, фабриките кои работат и придонесуваат за оваа држава, кои секогаш имале мислење и нивниот глас сега одлучува. Ве повикувам да гласате и да го направите вистинскиот избор. Од Долно Лисиче до Мичурин предвидуваме нови инвестиции во инфраструктурата, културата, образованието и спортот. Зелената офанзива е нашето знаме. Аеродром е најзелената општина, наша гордост. И таква и ќе остане. Секој дете во градинка, да, тоа е реалност и ќе биде остварено. За прв пат добиваме кино и театар, места за култура, радост и таленти. Лисиче ќе добие топлификација. И СДСМ синоќа беа во дел од скопските населби, во Бутел и во Чучер Сандево. Но ова борба не е само политичка. Ова е борба за вредности и за достоинство, за идентитет, за нашето место во светот. Македонија не се брани со пароли и навреди, туку со резултати, со силни институции и со честна власт. Овој патриотизам на Мицкоски со викање, навреди, поделби на народот и национализам не може да донесе ништо добро за државата и за граѓаните. И токму затоа СДСМ мора повторно стане гласот на разумот, на народот и на иднината. Да врати државата таму каде што е местото, во рацете на граѓаните. Другарки и другари. Ова не е држава како што заслужуваме. И со вакви деструктивни политики не може да се зборува за иднина. Ова е држава која мора повторно да се исправи. И затоа повикувам, сега е време за борба. Пензионерското здружение ни функционира прекрасно. Им ветивме на нашата највозрастна генерација дека во Чучер, во близина на црквата, сме спремни и сакаме да изградиме пензионерски дом. Затоа бараме од вас и дозволете ни го тоа. Само за да работиме, ништо друго. Бараме глас за да ви бидеме ваши слуги. Ги погледнеме и слушнеме пораките и на останатите учесници во изборната кампања. Градиме две нови, големи, модерни градинки. И тоа на две локации. На локацијата каде што е школото Васил Главинов и градинката Снежана. Тоа е локација од околу 40.000 метри квадратни. Таму покрај подземниот двоспратен паркинг за 1000 паркинг места. Градиме нов објект. Не може некој да му посакува добро на тетово ако ја носи општината на извршител заради лични интереси. Таков човек денес бара да ја управува истата општина што ја тужеше, ја даваше на извршуваше и ја ограби со камати. Додека градоначалникот Касами го отплаќаше јавниот долг, Байрам Реджепи ја товареше општината со камати за плати. Водиме програма која што е иновативна и која што се грижи за јавниот интерес, а не за приватниот интерес. И дефинитивно ќе се фокусираме на проблемите кои што ги тиштат струмичани. Тоа е здрава животна средина, да се престане со бетонизацијата на градот и јавните простори да бидат чисти. Ние предвидуваме овде дека имаме еден проект за овој прекрасен пазар кој што е еден од најстарите во Скопје
една голем објект, модерен и урбан, меѓутоа ургентно би направиле прво еден спрат кој што ќе биде гаражен простор или паркинг, за да може да се служат граѓаните со пазарот, за втората фаза да прерасне во 4-катен објект, каде што првиот спрат би бил пазарот, вториот спрат би биле занајчиите, а третиот спрат би го осовременили и направиле модерен урбан центар. Нашата позиција е јасна. Хумана локална грижа како политички принцип, не како привилегија на одбрани. Нудиме мобилен концепт за помош по повик, кратка, но суштинска поддршка, набавка на лекови и намирници на постари лица, придружба до лекар, како и грижа за мали деца кога на семејството им гори со работа. На 19 ноември во судницата во затворот Идризово ќе започне судењето за трагедијата во дискотеката Пулс од Кочани. Роднините на загинатите, кои што со месеци наназад одржуваат маршеви и протести, најавија дека ќе ги стават во мирување секојдневните едночасовни блокади на сообраќајниците во градот, но и понатаму ќе продолжат со маршот на ангелите што се одржува секоја сабота. Кривичниот суд го закажа судењето за пожарот во Кочанската дискотека. На 19-тидниот месец во судницата во Идризово ќе се одржи првото рочиште за 37 мината кои се обвинети за тешки дела против општата безбедност. Постапката ќе води судијката Дијана Груевска-Илиевска. Втор судија во предметот ќе биде Ахмет Идризи. Најавата за почеток на судењето доаѓа на точно 7 месеци од трагедијата. Повеќе од половина од времето беше потрошено да се пронајде суд кој ќе го оцени обвинението и ќе води целокупната судска постапка. Предметот го доби Кривичниот суд во Скопје, откако претходно Кочанскиот и судовите од Штипска апелација одбија да го водат бидејќи немале просторни услови, а дел од судиите биле во некаква поврзаност со оштетените или обвинетите. Со изземања се соочуваше и Кривичниот суд. 4 судии се дистанцирале од случајот, бидејќи биле во роднински врски со адвокати или загинати. За пожарот во Пулс обвинети се поранешните министри за економија Крешник Бектеши и Валјон Сарачини, градоначалниците на Кочани Папазов, Илиев и Димитровски, 4 директори на Дирекцијата за заштита и спасување, сопствениците на дискотеката Обезбедувањето. Ќе им се суди за тешки дела против општата безбедност, бидејќи како што тврди обвинителството, сите дале свој придонес за пожарот во кој загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. Во објектот не бил испочитуван ниту еден пропис во однос на квалитетот на вградените материјали, инсталации за заштита од пожари и противпожарни апарати. Поради целосното непочитување на безбедносните правила, преполнетоста на објектот со посетители, настанало масовно туркање и паѓање на посетителите во ходникот, со што напуштањето на објектот било целосно попречено и биле предизвикани тешките последици. Обвинителството најавува дека за судењето ќе повика близу 300 сведоци, ќе презентира 1400 материјални докази и голем број видеоснимки. Родителите на трагично загинатите во пожарот преку соопштение побараа фер, транспарентен и непристрасен процес. До стартот на судењето ќе ги прекинат секојдневните блокади во Кочани. Ние, родителите и семејствата на починатите деца, со големо внимание ќе го следиме судскиот процес со единствена цел – да се открие вистината и да се обезбеди правдата за младите животи што беа изгубени во трагедијата, што за секогаш го промени нашето општество. Од судот соопштуваат дека по стартот на судењето на 19 ноември закажани се уште 5 рочишта за до средината на декември. За пожарот се води истрага и против 29 полициски службеници, а тој случај е во рацете на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Вестите завршија, следното издание во 9 часа.